четврток убав ден, дека петок утре. Морам позитивно денеска да си гледам на работите. Од денеска сакам баба Вања сите да ме викате. Или Нострадамус, као сакате, на вас оставам. Вчера подсетив на твит дека ни фали дешавка од типот Каролина да затрудни и да не склоти сите. И оп, што гледам, една од најубавите и моите најомилени македонки Катерина Ивановска, трудна. Честитки! Гледате, ете убава вест, ете зашто можеме да се избориме да не се расправаме. Ама, не, вас више тоа не ве интересира. Никој денеску с кафе не збори за тоа. Сите за собрание зборат. Бог да чува, морам ако се чекай, Бог да чува. Со мода се занимавате само кога некој од пратениците на Твитер објавува фотки од тоа како била облечена некоја пратеничка, пуште сака и моден блогер да стане и ја коментира. Седи таму слушај што зборат колегите пратеници. Учествуе, работи нешто, на Твитер ми висите. А о собрание, викаат, мафтаат со харти, мафтаат со прст, ке видиш ти, се дерат, лажеш, крадеш, вошки имаш и на таван спиеш, вадат све и свашта. Не знам, нели гледате дека само најлошото од вас го вадите? Сакате политичари да бидете, а една книга за говор на тело немате прочитано. Прво и основно е дека не смеете да мафтате со прст како да карате некого. Ама бе, што сакате да кажете, дека ние сме криви што сме ви избрале? Немат проблем, дајте нови избори и ќе смениме сите до еден. Ама други луѓе на листи да видиме. Апа. Да ви кажам, многу ви смрди од уста. Ете така да си знаете. Джвалгете мастики повеќе, снаогете се некако затоа што ова веќе не се трпи. Што е со навредиве? Не, таман работа. Ви кажам затоа што можеби вие не сте се осетиле. И јас кога јадам не се осеќам, па понекогаш треба други да ми кажат да одам по мастики. Затоа јас вам ви кажувам, можеби не сте осетиле, не за друго. Океј. Не осеќате дечки или не сакате да осетите. Не знам што е работата. Многу кромит вести јадете, затоа го зборам ова. Си лапате кромичиња, не сте ни свесни. Ајде, јасно ми е за оние што ги пуштаат. Има луѓе што специјално се занимаваат со лажни, така наречени кромит вести. Тоа им е работа. Па после тука си спинерите што им дотеруваат, им шират уште полажни вести. Ама вие што наседнувате, тоа не ми е јасно. Добро, знам дека пола Америка се насанка на вестите од дечките од Велес што објавува сензационални наслови за Трамп. Ама нели ние попаметни треба да бидеме? Нели поздрави пиперки патличе ни јадеме, мозокот би требало малку почист да ни биде. Ама, не. Ние, брате, упорно покажуваме дека врска немаме. Ајде да пробам со ред. Вака никој ништо не ме разбира. Кромит вести се лажни вести, кои се наменети да ве збунат, да ве налутат, да смените мислење, да ве расположат. Што знам за што све се наменети. Во тие информации спаѓаат и лажни статуси на јавни личности, монтирани фотки и слично. Го имамо седено јас на своја кожа. Не е баш пријатно, ама ајде, све за народ да се забавља, нели? Ама тоа е се додека сите се смееме на таквите вести. Во вакви времиња, невремиња, стварно треба да бидете повнимателни што читате и на кого му верувате. Спинерите ги пуштаат тие информации и ние, вие, тие, си ги читаме, си ги лапаме ко кромичиња, пуште и ги шерувате кај стигнете. Не е така, другари. Не ви е глупо што сте шернале веста која после се испоставило дека не е точна. Или не верувате дека не е точна. Еве новинарите не чинеле. И тие се поредко ги проверуваат двете страни, да не се лажеме. Ама, дај ние попаметни да бидеме. Што е тешко да проверите дали нешто е навистина така пред да го коментирате. А коментирате, машала, за себе бива. За видеи истечени и извадени од контекст не ми се ни почнува. А нормално си има и деманти на све, ама кој да ги чита и да признае дека сгрешил. Ту колку сериозно почнав, ама работава сериозна станува. Веќе на ништо и на никого не може да му се верува, што ич не е убаво. Ало, новинари, да бе барем ви изборете се за оваа работа. На вас, мислам, вистинските новинари, окей? Председателот на Европскиот совет Доналд Туск саледната недела пак ќе ни дојде на гости. Море, викам ја, главни сме. Па полека, мајко му, не можеме да стигнеме да го испереме Мерцедесот.
уште не сме го вратиле од аеродром каде сме испратиле еден функционер. Хоп! Друг доаѓа. Не ме за друго, ќе треба уште еден Мерцедес да купуваме. Па тек после уште поголем циркус ќе биде. И така сите нагаѓаат што ќе ни кажал Туск. Како бе нагаѓате, а не знаете што ќе се случи до тогаш. Тоа тек следната недела е, а кај нас работите од саат во саат се менуваат. Или не? Нема врска. Друго ми беше муавено. Не доаѓа човекот специјално кај нас. Кај сите од Балканот ќе оди. Што сте се потреса толку? Прво име од бегалци, тоа е работата. Турците малку па се загануваат дека ќе ги пуштат бегалците кон Европа и оп, ете ги на граница со Македонија. Во Грција сигурно ќе стигнат. Грците веќе преплакаа дека не може да примаат повеќе, што значи дека и они ќе ги пуштат да се движат кон север и пак ние криви. Пак гужва кај нас на граница. Затоа доаѓа Туск, го заболе него за политичката ситуација кај нас, ама го боли за илјадниците луѓе кои сакаат да стигнат до Западна Европа и ние, ете такви мали, никакви, треба да ги спречиме. Ние ко по обичај ни криви ни должни, пак ќе го кркаме. Судбина, шо ќе правиш? Доста е вести и кромичиња за Македонија. Некако ништо не е смешно. Колку и да се трудиме, пак за плачење излегува дека е и пак не ми остана време за странски вести. И се насобра едно купче, само Дончо Трамповски да го спомнам, не можам без него. Колку да видите дека ја све се разбирам, така. Читавте дека и зетот си го вработил во Белата куќа. Жена Словенка и одма по балкански непотизам го влече. Така бе, Донче, ти нешто паметно да научиш. Мали му се внуци туште, иначе ќе наредеше некоја министерска фотелја за некој од нив. Ако де, чекајте, има време. А ние, за жал, немаме повеќе време. Ама за ништо. Време да го завршиме денешниот флоком, де. Чао и гледајте ТВ Нова. Се гледам утре.